Добро вечер. Ви благодарам што сте на Канал 5 во Централните вести. Ова се насловите. По оставката на Коцевски, Анита Тојсајловска избрана за ВД државна обвинителка. Трамп менува 30 амбасадори во рамките на агендата Америка на прво место и Агелер заминува од Македонија. Може да значи дека доктрината Америка на прво место ќе биде спроведена со малку поагресивни, понастојчиви тонови. Владата не е против зголемување на минималецот, ако се договорат работодавачите и синдикатите, порача Мицкоски. Предлагаме тоа да го направат најбрзо што може, за да не си ја честитаме нова година на различен начин. Со сложени инженерски зафати се стабилизираат косините на автопатот Охрид-Кичево, објави Николовски. Се работи за буквално пробивање на планини кои што се позади нас. Ке се трошат државни резерви на мазут. Проблеми со снабдувањето со струја нема да има, уверува Божиновска. Нема да има никаква криза, за граѓаните тоа нема да значи ништо. Рускиот генерал Фанил Сарваров убиен во експлозија на автомобил бомба во Москва. Советот на јавните обвинители денеска едногласно ја избра Анита Тополова Исајловска за ВД јавен обвинител, како единствен кандидат, откако Љупчо Коцевски минатата недела поднесе оставка. Тополова Исајловска обвинителската кариера ја почнала во 2009-та. Ќе биде начело на државното обвинителство, се додека не се избере нов државен јавен обвинител, но не подолго од 6 месеци. Михајло Видимилиски. Обвинителката Анита Тополова Исајловска ќе биде привремен шеф на државното јавно обвинителство до изборот на нов на местото на Љупчо Коцевски. Беше едногласно избрана на денешната седница на Советот на јавните обвинители и единствен предложен кандидат за функцијата. Ја предложи членот на Советот Кети Петкова, според неа како принципиелно, а не персонално решение. По мене тргнав од еден принцип да го предложам за вршител на должноста заменикот на републичкиот јавен обвинител, кој што овие години додека му траеше мандатот, ја обавуваше функцијата заменик. Тоа е јавниот обвинител во републичкото јавно обвинителство Анита Тополова Исајловска, која во континуитет била заменик и на републичкиот јавен обвинител Љупчо Јовевски, еден од замениците била на обвинителот Марко Зврлевски, во континуитет 10 години била заменик. Ја знае таа функција и мислам за неа нема да представува проблем за неколку месеци да ја обавува функцијата, не само за неа, туку и за целото обвинителство. Анита Тополова Исајловска првпат е избрана за обвинителка во 2009 година, а во 2013 влегува во висшето обвинителство, додека по 3 години е унапредена во републичка обвинителка и заменичка на тогашниот државен јавен обвинител Марко Зврлевски. Како обвинител во републичкото обвинителство, Тополова Исајловска во 2024 побара од Врховниот суд да го укине обвинението за случајот на поранешното СЈО за незаконското финансирање на ВМРО ДПМНЕ, со аргументи дека е поднесено од неовластен тужител, односно по истек на рокот од 18 месеци што тимот на Катица Јанева го имаше за да поднесува обвиненија, но Врховен го отфрли барањето, а судењето се уште трае. Нејзиниот избор доаѓа по оставката на Коцевски, а кога ќе започне постапката за негов наследник се уште не е познато. Собранието прво чека предлог одлука од влада, па ќе распише оглас на кој ќе може да се пријават само обвинители и судии и кривичари со најмалку 10 години искуство. Американскиот председател Доналд Трамп ќе назначи нов американски амбасадор и во Македонија. Мандатот на актуелната амбасадорка Анџела Агелер, која е на функцијата од август 2022, нема да биде продолжен. Што ќе донесе доктрината на Трамп Америка на прво место? Повеќе од Гоце Герасимовски. По 3 годишна служба во Скопје, американската амбасадорка Анџела Агелер си заминува од Македонија.
Таа е дел од 30-тината дипломати од кариера ширум светот, кои американскиот претседател Доналд Трамп ги отповика во обид, како што го цитираат светските медиуми, американскиот State Department да го преобликува дипломатскиот став со персонал кој целосно прилега на агендата Америка на прво место. Американската амбасада во Скопје потврди дека Агелер ја напушта функцијата, а во изјава за МИА велат дека и се благодарни за незината служба и дека сега се посветени на обезбедување непречена транзиција до назначување на незин наследник. Кој ќе наследи Агелер за сега не е познато, но дел од аналитичарите не исклучуваат можност наместо кариерен дипломат Скопје да добие представник со поизразен политички бекграунд и со поостар дипломатски пристап. Се работи за промената на стилот на водење на политиката. Имајте предвид дека и досегашните дипломати, кога ќе се смени председателот, бидејќи се тие негови директни представници, ја следат политиката на актуелниот председател. Но, промената на овие места со најверојатното назначување на политички представници, а не кариерни дипломати, може да значи дека доктрината Америка на прво место ќе биде спроведена со малку поагресивни, понастојчиви тонови, но тоа допрва треба да се види во стилот на кој ќе биде амбасадор и во стилот на кој ќе се постави новиот амбасадор. Во бранот од повикување од функциите се зафатени најмалку 29 земји, од кои речиси половина се во Африка. Во Европа, освен Македонија, промена на амбасадорските места има и во Црна Гора, Словачка и Ерменија. Сите од повикани ги презеле функциите за време на администрацијата на Бајден, но ја преживеа првата година од вториот мандат на Трамп, кој на почетокот беше фокусиран кон политички назначени лица. Агелер функцијата ја презеде во ноември 2022 година од Кейт Мери Брнс. Останува запаметена по острите пораки за корупцијата, а во една прилика рече дека во Македонија владее епидемија од корупција. За време на незиниот мандат на црната листа се најдоа неколкумина македонски државјани, а таа повторуваше дека листата останува отворена за нови имиња. Уставни измени без сигурност и предвидливост ќе не однесат во нов ќорсокак, вели Муцунски. Да добиеме некоја форма на институционални гаранции. Дека нашиот идентитет, јазик, национална историја нема да станат предмет на преговор. Нема договор за вонредно зголемување на минималната плата, ниту по денешната седница на Социјално-економскиот совет. Премиерот Мицкоски порачува дека владата нема против да се зголеми минималецот, ако за тоа се договорат работодавачите и работниците. Синдикатот не исклучува и протести. Сандра Спасовска. Нема договор помеѓу владата, работодавачите и работниците за повисок минималец, заврши уште една седница на Економско-социјалниот совет. Од Сојузот на синдикати со порака македонските работници ќе ја дочекаат новата година со најниски плати, ако владата и работодавачите во најкосможен рок не се договорат за раст на минималната плата. Првиот човек на ССМ Слободан Трендафилов вели синдикалната битка ќе ја водат на поинаков начин, бидејќи според него македонскиот работник останува со најнизок минималец во регионот. Од Организацијата на работодавачи изјава за медиумите не дадоа. Од Бизнис конфедерацијата пак велат до законското усогласување на минималецот в март следната година има шанси за преговори, но енормно зголемување на платите оценуваат дека е невозможно. Тоа што го слушнавме во натре е лицитирање со потребата од зголемување на минималната плата. 600, 700, 800, дури 1000 евра. И владата и работодавачите нека седнат и нека се договорат за кој износ се спремни да зголемат минималната плата и да не повикаат на синдикатите и да ни кажат што ќе се случи. Меѓутоа, предлагаме тоа да го направат најбрзо што може, за да не си ја честитаме нова година на различен начин. За жал, сите беа внатре од другите синдикати неми по однос на борбата за зголемување на плати. Нашиот предлог е дека со договарањето на минимална плата во одредени сектори може да се намалат и злоупотребите, така да топката е помеѓу синдикатите и работодавачите. До март можеме само да се договараме, меѓутоа конкретно со точна бројка или со точен износ на минималната плата, мислам дека не ќе може да излезе.
Од владата остануваат на ставот доколку има договор меѓу работодавачите и работниците, тие ќе го почитуваат. Премиерот Христијан Мицкоски на седницата уште еднаш повторил дека како влада не се против зголемување на минималната плата, но таквото зголемување мора да биде резултат на заедничка согласност постигната преку социјален диалог. Аргументите на владата по средбата ги објаснуваше и ресорниот министер Дурмиши. Според сите параметри што ги гледаме, економските параметри, не покажува дека треба да интервенираме директно, пошто ќе се соочиме со зголемување на инфлацијата, ќе се соочат малите и средните предпријатија со економски, финансиски проблеми. На денешната седница, иако беше најавено, не беше донесена и новата владина потрошувачка кошничка, која според надлежните треба да биде вистински показател за месечните трошоци на семејствата. Министерот Дурмиши вели, процесот е при крај, а во однос на цените на храната рече дека се прават контроли од страна на ДПИ и доколку се утврди зголемување без економска оправданост, како влада вели, ќе превземат мерки. Поголема минимална плата нема да има. Нема пари ниту за минимална плата, ниту за земјоделците, ниту за пензионерите, се огласија од СДСМ. Од опозицијската партија иронично велат дека доаѓаат економски работници. Според договорот кој што го објавија британските медиуми, треба да им се обезбедат плати, сместување и пензии. Не, тоа не се мигранти, економски работници се. Затоа и законот за странци го сменија, критикуваат од СДСМ. До февруари ќе заврши реконструкцијата на превојот Пресека, а во меѓувреме се интензивира работата за завршување на автопатот Охрид-Кичево. Министерот Александар Николовски соопшти дека со сложени инженерски градежни запати најдено е безбедно решение и за косините на главната траса. Се работи за најтешкиот инженерски проект не во Македонија, туку во целиот регион. Се работи за буквално пробивање на планини кои што се позади нас, за косини кои што се од 100 до 200 метри, за земјиште кое што постојано се спушта кон главната траса и за бројни проекти кои што за жал 11 години откако почнал да се гради овој автопат не биле решавани. Решаваме вкупно 16 косини, од кои што на 14 имаме стабилизација со така наречени галерии, нешто што првпат ќе се изведува не само во Македонија, туку во целиот регион. Тоа се овие инженерски чуда кои што се позади мене, каде што со армиран бетон се застанува цела планина. Нешто што регионот го нема видено и би сакал да честитам на сите работници кои што работат, на сите изведувачи кои што работат, на сите инженери кои што работат. Регулаторната комисија утре ќе ја соопшти новата цена на струјата. На владина седница пак ќе се најди барањето на ЕСМ за прогласување кризна состојба. Министерката Божиновска уверува дека проблеми со снабдувањето со струја нема да има. Ќе се трошат државни резерви на мазут. Барањето на ЕСМ за прогласување кризна состојба на пазарот со електрична енергија поради отежнатата набавка на мазут како резултат на секојдневните блокади на граничните премини со Грција од протестите на грчките земјоделци, ќе се разгледува утре на владина седница. Министерката за енергетика Сања Божиновска уверува дека нема да има енергетска криза, ниту рестрикции за граѓаните, посочувајќи дека државата располага со резерви од 10.500 тони мазут, доволни за покривање на потребите во наредните 47 дена. ЕСМ поднесе писмо до владата, тоа ќе се разгледува утре на владина седница. Нема да има никаква криза, за граѓаните тоа нема да значи ништо, бидејќи државата има резерви на мазут. Тоа значи дека ако знаете дека има протести со грците, значи има веќе повеќе од 50 дена неможност да се добави мазут, тоа значи дека државните резерви ќе ги снабдат ЕСМ со мазут. Инаку со цел за јакнување на енергетската независност, денеска во владата беа потпишани договори за изградба на фотонапонската електрана Битола 3 и за ревитализација на хидроелектраните фаза 3 со вкупна инвестиција од 97 милиони евра. Договорите ги потпишаа Министерството за финансии и АДСМ со Германската развојна банка и Европската банка за обнова и развој, кои ќе ги финансираат проектите.
Според премиерот Христијан Мицкоски, инвестицијата ќе придонесе за отворање на нови работни места и развој на локалните заедници. Очекувам дека и во иднина ќе испорачаме резултати кои што ќе не водат како држава кон енергетска независност и од држава увозник да бидеме држава која што ќе биде извозник на електрична енергија, бидејќи не можете вие да увезувате нафта, да увезувате газ, да увезувате секаков енергенс и да бидете конкурентни на пазарот. Тоа е невозможно. Барем тие ресурси со кои што располагаме, а тоа е обновливата енергија, сонцето, ветерот, водата, да можеме правилно да ги канализираме. Министерката Божиновска на брифинг со медиумите информираше и дека за 2026 година до Министерството за енергетика се пристигнати барања за изградба на енергетски капацитети со вкупна моќност од 10.950 мегавати, од кои најголем дел се фотоволтаици и ветерни електрани. Дополнително каже и дека очекува до крајот на 2027 година целосно да биде завршена изградбата на интерконекторите во Грција и Србија и со тоа Македонија да стане транзитна земја за газ. Алармантна статистика. Според Евростат, Македонија трета во Европа по фемицидот. Уставни измени без сигурност и предвидливост ќе однесат во нов ќорсокак, вели министерот Муцунски, кој денеска беше домакин на неговата колешка од Албанија Елиса Спиропали. Владата не е подготвена да ги донесе уставните измени, без при тоа да добие рамка за предвидливост од Европската Унија за билатералните спорови. Оваа позиција е јасно пренесена во Брисел, а кај некои земји членки има се повеќе разбирање за нашата позиција, изјави министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски. Уставни измени без сигурност и предвидливост ќе не однесат во нов ќорсокак, додаде тој. Мора да има рамка за предвидливост. Да знаеме прво што сите толкуваме како решение од 2022. Да добиеме некоја форма на институционални гаранции. Дека нашиот идентитет, јазик, национална историја нема да станат предмет на преговори. Бидејќи во моментот не се чувствуваме комотни дека таква ни е позицијата. Да знаеме дека другата страна ќе ги почитува меѓународните конвенции, како што се обврзал, и ќе ги почитува македонците кои што живеат на нејзина територија. Муцунски не сакаше да коментира каква реакција добила македонската влада во Брисел по барањето на премиерот Мицкоски, Европскиот совет да ги промени заклучоците за Македонија. Што се однесува на решението на ЕУ за Украина и Молдавија, со кое се заобиколува ветото на Унгарија и се започнаа технички преговори. Според Муцунски, овој механизам нам не би ни помогнал. За нас прашањето е како да го откочиме патот за да дојдеме до членство. И овој механизам на технички преговори не те доближува до крајната цел, бидејќи вие сепак во некој момент ќе морате да го откочите и целокупниот процес на преговори. Запрашана како го оценува односот на ЕУ кон земјите кандидатки од Западен Балкан, албанската колешка на Муцунски Елиса Спиропали одговори дека Албанија има цврста доверба од ЕУ ќе си го одржи зборот за проширувањето. Албанија прави се што е можно во овој правец и ние разбираме дека освен техничките преговори има и политички преговори. Веруваме дека овој процес кој што треба да се заснова на меритокрација. Според Спиропали, албанската заедница во земјава е проевропски настроена, но не одговори конкретно дали има зголемен број на барања за албанско државјанство од албанците од Македонија, по зголемините надежи дека нашиот сосед до 2030 година ќе стане членка на ЕУ. Забрзана модернизација и значително заекнување на одбранбените капацитети на армијата во следната 2026. Најави на годишниот брифинг со акредитирани одбранбени аташеа министерот за одбрана Мисајловски. Оваа година армијата продолжила со засилено темпо на модернизација, интероперабилност и зголемување на подготвеноста. А следната година, изјави Мисајловски, тој процес ќе се засили. По изјавата на генералниот секретар на НАТО Марк Руте, дека дел од европските земји се подготвени да испратат војници во Украина, Мисајловски е дециден дека наши војници таму нема да се испраќаат.
Директно не. Не планираме воопшто македонски војници нема да има на украинска територија. Ова многу пати сум го кажал и сега го кажам. Ние да гледаме да се модернизираме во нашиот дел. Секако ние сме дел од едно големо семејство, ќе помагаме на било кој начин, но такво нешто ниту било на маса, ниту се размислува, ни пак ја додека сум министар ќе има такво нешто. Дури 50% од смртните случаи предизвикани од загадениот воздух се резултат на срцев или мозочен удар, алармираат лекарите. Загадувањето сериозно го загрозува имунитетот на децата. Екоактивистите очекуваат конечно вистински мерки и ригорозна контрола врз индустријата. Дејан Трајковски. Смртноста расте, стабилните хронични пациенти влошуваат, а здравите граѓани се разболуваат. Клиниките и амбулантите се полнат секојдневно од загадениот воздух, предупредува кардиологот доктор Антонио Антовски. Тој вели дека загадениот воздух кај граѓаните има ист ефект како и хроничните болести, како што се диабетесот и високиот притисок, а она што го дишеме навлегува и во крвните садови и нема ефект само врз белите дробови, туку создава сериозни последици врз останатите органи и предизвикува срцеви и мозочни удари. Дополнително, сериозно го нарушува имунитетот на децата. Ги оштетува крвните садови, внатрешната обвивка, предизвикува артериосклероза. Доведува до појава на нарушување на срцевата работа, неправилности, аритмии во срцевата работа. Статистиката вели дека 50% од смртните случаи предизвикани од загадениот воздух се резултат на срцев удар или мозочен удар. Според Антовски, побитно прашање од загадениот воздух во моментов во земјава нема и не смее да има. 7 милиони годишно кои според СЗО умираат од загаден воздух, најмногу вели се во земјите во развој како Македонија, а развиените земји имаат и медицински препораки за своите граѓани кои ја посетуваат земјава. Велат во странство престојувате во земја со голема загаденост. На вашиот организам ќе му требаат повеќе денови кога ќе се вратите да се врати во стабилна состојба. Тоа е официјално предупредување во развиените земји кога патуваат во земји како што е Македонија. Што се случува кога ние секој ден сме изложени? Сепак, ваквите опасности засега ги решаваме со желба за ветер и дожд, велат екоактивистите, според кои во моментов нема, а од најголема итност се соодветни мерки и стратегија за да прекине труењето на граѓаните. Мерки, велат, имало секакви оваа деценија, но без контрола врз индустријата, состојбата ќе остане иста. Не може без строга и ригорозна контрола врз индустријата да речеме дека каква било мерка е спроведена и да очекуваме некаков резултат. Резултат ќе изостане во секој случај, бидејќи кога имате еден таков крупен фактор кој ви оставен целосно дерегулиран, вие едноставно не можете што и да направите во другите сфери, во другите сектори, едноставно не можете да го постигнете резултатот. Утрово во Скопје се дишеше полесно откако викендот главниот град се впишуваше во првите 3 најзагадени во Европа, а Македонија беше и меѓу првите 10 држави со најзагаден воздух. Алармантна статистика за Македонија. Истражување на Евростат за 2023-та ја смести земјава на 3-то место според бројот на фемицидите. Деталите ги има Јорданчо Цветановски. Македонија е на 3-то место во Европа по стапката на убиства на жени од нивните партнери. Ова го покажува извештајот на Евростат за 2023 година, кога во земјава имало 6 убиства на жени на милион жители, а пред нас се Латвија, каде биле пријавени 17 убиства, и Литванија, каде партнерите убиле 10 жени. Според познавачите, оваа негативна статистика за земјава не треба да не изненадува, а еден од најголемите проблеми е нефункционалноста на институциите и лошата координација. Ова е нешто што постојано се повторува, а тоа е поради тоа што системот очигледно не функционира. Од случајот на Русица кога беше, ние веќе имаме уште 2 нови случаи, така што очигледно е дека континуитетот недостасува кај институциите. За Чаловска, Димовска, нејасно е што се уште не се разбира сериозно колку безбедноста на жените во Македонија е загрозена. Еден од начините со кои може да се подобри ситуацијата, според неа, се итните промени во казнената политика за насилниците. Би апелирала да во меѓувреме
Исто така се практикува да исторителот се вади надвор од домот, а не жртвата постојано да се става во шелтер центар, на некој начин да се крие и кога ќе заврши тој период, заради тоа што државата не ја обезбедува соодветно домување за неа и незините деца, да таа повторно биде приморана да се врати назад кај сторителот. Последното насилство во земјава се случило вчера во Тетово, откако 20 годишник ја нападнал вонбрачната сопруга пошто синот ќе бил уапсен. Последниот трагичен настан пак каде беше убиена жена се случи на почетокот на овој месец, кога две лица ја киднапирале жртвата, а подоцна ја убиле и закопале во атарот на гостиварското село Неготино. Во Скопје во септември имаше неколку протести поради убиството на младата велешанка Росица. Оттаму беа упатени повици за построги казни како измени во кривичниот законник, кој ги дозволи насилството кон жени да се гони по службена должност и ревидирање на забраната за приближување за истата да може да трае повеќе од 30 дена. Државата им сврте грб на одгледувачите на овци, порача пред владата дел од сточарите и земјоделците, револтирани од, како што рекоа, неисплатените субвенции. Ако не им бидат исплатени, се заканија и со протести и блокади, како во европските држави. Овде сте ние последна генерација вака до 40-50 години сме. Веќе сточниот фонд умира. Субвенции не ни даваја. Еден куп проблеми во овчарството ни имаме. И сега, ако не ги исплата субвенциите до петок, значи ние најавуваме блокада на патите како во Грција, како во други земји што се прави. Значи ние не можеме повеќе да издржиме. Субвенции не, манипулации со јагнината имаме. Министерот го бараме ние од февруар. Еве нека кажи колешка ли така беше. Од февруар гора, министер, имаме проблем со откупот на јагне. Имаме проблем со други ред работи. Револтот кај нас се повише расте од причина што ние досега имавме 3 ветени рокови за исплата на субвенции, од кои што последниот рок ветен беше 20 декември. Не е прв пат, значи да ни е ветено, а не остварено. Така да минатата недела со Сојузот одржавме состанок со представници од сите здруженија, каде што интензивно работиме од самиот состанок, овој викенд уште повеќе, на организација на протести, кои што навистина немаме апсолутно више ниту еден ден толеранција за ова што го направија досега. Денеска е извршена исплата на средства во вкупен износ од над 335 милиони денари кон 1211 сточари, согласно програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2024, соопшти од Министерството за земјоделство. Во однос на корисниците на кои не им се исплатени средства по основ на субвенции за 2023, потребно истите да се обратат до Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, со цел да се изврши детална проверка и разгледување на секој поединечен случај, наведуваат од земјоделија. Унифициран колективен договор за сите здравствени работници во земјава, за да се спречи миграцијата од малите во поголемите градови, побараа од здравствениот синдикат на средба со министерот Алију. Не може матичен гинеколог во Струмица да зема помала плата од гинеколог во Скопје, велат од синдикатот. Ако дојде до покачување на минималната плата, како што се бара, ќе дојде да хигиеничар да зема поголема плата него дипломирана медицинска сестра, бидејќи не ни се усагласени платите со колективните договори. За 4 години треба да дојде до 40 до 50% покачување на платата на вработените во здравствениот сектор. Третото е дефицит на кадар и решавање статусот на овие договорци на дело. Соработник на тимот за одговор при катастрофи од Црвениот крст, маскиран во Дедо Мраз, и волонтери маскирани во јунаците од цртаните филмови, денеска со јаже од хеликоптер се спуштија во детската клиника во Скопје и им подарија новогодишни пакетчиња на дечињата кои што се хоспитализирани таму. Станува збор за показна вежба насловена "Да подариме насмевка", во која учествуваше тимот за спасување на планина, како дел од тимот за одговор при катастрофи на Црвениот крст.
Бежбата се организираше во соработка со Министерството за внатрешни работи и хеликоптерската единица. Под мото да подариме насмевка и ова година присутни на детска клиника, дел од нас облечени во костуми, колку толку да украдеме некоја дечја насмевка. Нема нешто поубаво кога сега ќе ги видите лицата на децата кои нажалост овие последни предновогодишни денови ќе ги поминат можеби во болнички постели. Се надевам дека им посакуваме што е можно побрзо да го напуштат овој објект. Тука е крајот на вестите. Останете на Канал 5, следува само вести. Пријатно.